Продолжуваме понатаму со утрински печат. На моје огромно задоволство, како и секогаш во студиото имаме нашата редовна соработничка, магистар по нутриционизам Емилија Спасовска-Мојсовска и денеска во утрински печат. Добро утро и добре деде. Добро утро, благодарам на поканата. Како и секогаш, така и овој пат со задоволство ќе ги дадам моите совети поврзано со денешната тема, а тоа е тироидна жлезда. Така е, тироидната жлезда, веројатно сите знаеме дека е многу важна за нашето здравје. Тоа е жлезда со внатрешно лачење која што мора да и подпомогнеме ако нешто не функционира добро, а тоа можеме да го направиме како секогаш и како и за се со исхраната. Кажи ни ги ти деталите. Така, тироидната жлезда е жлезда со внатрешно лачење, жлезда со ендокрина функција која што има главна улога да го координира нашиот целокупен организам. Значи, иако е мала жлезда која што е сместена во пределот на вратот под адамовото јаболко, пред душникот и е поврзана со еден истмус дел, средишниот дел е истмус и поврзана со два лобуси од левата и од десната страна, наликува на штит, како што го добила и самата жлезда, тироидна жлезда или штитна жлезда. Иако е жлезда со мала, односно жлезда која што има 20 до 40 грама, иако е многу мала жлезда, има огромно значење за целокупниот организам, бидејќи во процесот, односно тироидната жлезда го координира целиот наш организам, а тоа значи влегува во составот на мастите, на разградувањето на холестеролот, триглицеридите, на влијае на сонот, на терморегулацијата, на квалитетот на животот и така натака. Тироидната жлезда е жлезда која што се важни, функционираат два хормони, тоа се тетрајодотрионинот и тријодотрионинот и помалку значен калцитонинот, кој што има улога за синтеза на калциумот, иако е помалку значен, секако има главна улога за сето ова. Како што кажавме, тетрајодотрионинот или Т3 или Т4 хормоните, кои што може да бидат во слободна и се испитуваат во слободна или во слободна и врзана фракција, потребен е јод. За тироидната жлезда ни е потребен јод. Кога имаме дефицит, знае да биде проблемот, односно тироидната жлезда да претрпи некаков проблем, односно да се случуваат несакани симптоми, реакции во нашиот организам. Она што може да наруши нашата тироидна жлезда, пред се може да бидат хемиските агенси, односно пестицидите, одредени лекови, како и надворешните влијанија, стресот, емоциите, односно чувствата неискажани. Многу често тироидната жлезда ја нарекуваат и жлезда, односно промените кај што настануваат кај хипотироидијата се на чувствата и емоциите. Така да сите оние чувства, сите оние емоции кои што не се искажани или на љубовта, или болест на љубовта. Значи емотивци страдаат. Така, емотивци, но пред се и пред се и генетиката. Во однос на испитувањето на тироидната жлезда, одиме кај ендокринолог и правиме крвна анализа, која што ги испитуваме сите хормони кои што се поврзани со тироидната жлезда, но многу често клиентите кога доаѓаат кај мене на режим на исхрана и имаат ваков проблем, инсистирам да се провери и витаминот D, B12 витаминот, кои што се исто така важни и сметам дека треба да се проверат, како и анализата на крв, како што јас би рекла Лу1 пакетот, кој што содржи и седиментација, холестерол, триглицериди, да се види какви се референтните вредности на железото и така натака, а самиот ендокринолог прави проверка со палпација на тироидната жлезда дали има некаква анатомска промена, бидејќи самата тироидна жлезда може да претрпи и анатомска промена или зголемување, појава на јазли или чворови на тироидната жлезда, па понатака го упатува клиентот што е следно. Но исто така и со анализата на крв, кај што имаме испитување на тироидните хормони, се прави проверка да видиме дали има функционално пореметување на тироидната жлезда. Кога станува збор за функционално пореметување на тироидната жлезда, знаеме дека имаме хипотироидеа и хипертироидеа.
Се она што претрпува тироидната жлезда, односно клиентите кои што имаат проблем со тироидната жлезда, е многу важно да се направи една хомеостаза, токму самата тироидна жлезда, како што кажав, од 20 до 40 грама тежи, меѓутоа го координира целиот наш ендокрин систем, затоа што многу луѓе кои што имаат проблем со тироидната жлезда, а сакаат да се остварат како родители, влијае во процесот на оогенеза и спермогенеза, така да и референтните вредности тироидната жлезда треба да биде под лупа на ендокринолог, како и исхраната која што ја дава соодветно на самата проблематика нутриционистот за решавање на овој проблем. Кога имаме ниски нивоа на Т3 и Т4, тетрајодотрионин и тријодотрионинот, и зголемени нивоа на ТСХ, тогаш зборуваме за хипотироидеа и обратно станува збор за намалена функција и зголемена функција, значи хипо и хипертироидеа, меѓутоа може да има кога самата наша тироидна жлезда го напаѓа организмот, тука станува збор за Хашимото. Тоа тука во крвната слика вредностите, значи како што има Т3, Т4 и анти-ТПО да се видат сите вредности на тироидната жлезда е задолжително. Кога имаме една фракција, тоа и не е доволно. Значи самиот ендокринолог ги упатува самите клиенти, па кога ќе дојдат со анализа направена соодветно за тироидната жлезда кој што има нарушено, даваме соодветна препорака за што понатака. Така. Сега, она што мене ме интересира, она што е твојот удел тука, кога веќе ќе дојдат со конкретна диагноза. Колку храната може да ја подобри функцијата на тироидната жлезда и колку можеме да очекуваме дека би го направиле тоа без терапија? Дали е возможно? Вака, пред да може да трае процесот на нарушување на тироидната жлезда, и многу убаво прашањето, ќе се обидам некако попластично да го одговорам. Значи, кога веќе се појавуваат симптомите, тегобите и веќе нарушувањето кога настанува, кога ќе се обратат кај ендокринолог, самиот ендокринолог проценува кога може само со исхрана, а кога е задолжително да биде со терапија. Значи, тука самиот клиент не може да одлучи, ниту јас како нутриционист не можам да одлучам дека нема да примате вие терапија, ќе пробаме со исхрана, затоа што тука се повеќе комплексна е целата ситуација и се земаат во предвид повеќе фактори, меѓутоа доколку ние редовно ја проверуваме нашата тироидна жлезда, хормоните, во многу од гостувањата сме зборувале, бидејќи тироидната жлезда, како и останатите хормони од трет ден од циклус, кога правиме испитување, веќе знаеме каков е нашиот хормонски статус. Така да, ако има некакво одстапување, тогаш може само со храна, меѓутоа, ако долго време се немачал организмот и после тоа, како што викаат клиентите, па 30 кила се зголемив за неполни 6 месеци. Значи, претходно имало некаков проблем кој што не се воочил на време, тука веќе задолжителна е терапијата. Навремено откривање, почетнички симптоми или одстапување на референтните вредности може да помине со режим на исхрана, меѓутоа кога веќе терапијата дадена, тогаш секако дека треба да бидеме и ние на режим на исхрана кога имаме некакво пореметување на тироидната жлезда, меѓутоа задолжителна и терапијата. Кога станува збор за хипо и хипертироидеа, значи тие се две различни состојби, ситуации и промени кои што ги претрпува организмот, и ќе кажам дека колку има влијание исхраната, многу има влијание. Кога имаме хипотироидеа, се случува забавено. Забавен е нашиот метаболизам. Имаме забавено и отежнато движење, качување по скали, неможност за клиентот или пациентот да се движи нормално. Поспаност, забавено отчукување на срцето,
Потоа може да се случи поспаност, кршливост на косата, на ноктите, значи се она што може да настане како проблем од тироидната жлезда и манифестации, може би траеле долг временски период, меѓутоа ние се ги препишуваме симптомите, сите тие заморот, од работа, брзиот начин на живот и темпо и сето тоа, меѓутоа кога не се испитале хормоните, нели не може да знаеме точно и кога ќе се направи некаква анализа на крв конкретно за тироидните хормони, имаме вакво пореметување и сите тие манифестации се под на улога на тироидната жлезда. И сега во оваа состојба, која храна најмногу би помогнала? Во оваа состојба, значи за хипотироида, ние потребно е да го забрзаме малку метаболизмот за да не е толку успорен и накачувањето на килограмите овдека се нели гратис, како би рекле. Значи зголемувањето на килограмите од тој забавен метаболизам се случува да се зголемат килограмите, меѓутоа не е само зголемувањето на килограмите, отежното празнење на цревата и така натака. Со тоа што многу е важно да внесуваме храна која што ќе направи прочистување на дебелото црево, односно на тој начин ќе го активираме, односно ќе го забрзаме, ќе ја забрзаме перисталтиката на цревата, односно цревата нема да бидат мрзливи, така да ќе внесеме храна која што житариците се многу пожелни, растителните влакна, со цел да направиме едно прочистување на дебелото црево, а така и го детоксицираме и нашиот организам. Потребно е да внесуваме храна која што има Б витамини, бидејќи и самата хипотироидија, значи недоволна концентрација, мамурност и така натака, значи Б витамините и тоа како ни се потребни, би рекла дека ни е потребен и Д витаминот, селенот и цинкот и јодот, да не зборуваме дека ни е потребно. Сега, многу е важно во хипотироидија, значи постојат одредени и научни истражувања и за внесувањето на глутенот и докажано е дека 3 месеци елиминирање на храна која што содржи глутен видно ја подобрува состојбата на пациентот. Така да глутенот е пожелно да се исфрли, да се внесат житарици кои што ќе направат еден добробит за празнење на цревата, внесот на водата и тоа како е потребен за тироидната жлезда, па и не само за тироидната жлезда сме зборувале, бидејќи тоа прави една огромна и важна улога и биохемиските процеси што се случуваат во организмот, ни е потребна водата, како селенот и цинкот, па и витаминот Д. Значи треба да внесуваме омега 3 и 6 масни киселини, рибата, месото, печурките, се она што содржи селен и цинк, како и сонот. Исто така ни е важен и да го намалиме стресот, бидејќи самото нарушување на тироидната жлезда покрај генетиката, покрај хемиските агенси, покрај надворешните фактори, сепак има и фактори кои што ние можеме да подпомогнеме, односно да го балансираме стресот. Тоа е тоа што ќе ни ја подобри функцијата на тироидната жлезда. Што е она што ќе ја оневозможи, она што ќе наштети, она што ќе тироидната жлезда, па не само што на тироидната жлезда, на целокупниот организам наштетува храната која што е процесирана храна, храна која што содржи трансмасти, храна која што има шеќери, големо количество на конзумирање на алкохол и напитоци, сето тоа важи, значи во исхраната да биде избалансирана исхрана, да се акцентира храна која што ќе имаме редовни дневни оброци во текот на денот, како и физичката активност. И тоа ни е потребна за хипотироидија. И се сведува и било кое заболување, било која состојба на нашиот организам, се сведува дека е потребно здрав и збалансиран оброк, доволно количество на вода, мирен сон и физичката активност. Се она што ние го препорачуваме и кога сме здрави, и кога имаме некакво заболување, сите овие работи ни се потребни да ги практикуваме понатака. Истиот принцип. Така, да. Иако клиентот прима терапија еутирокс, нели, дали е 25 милиграми во текот на денот или е
нели во текот на неделата, може да биде и комбинирана терапијата, задолжително е внесот на суплементација на селенот и цинкот, бидејќи тие исто така ја потпомагаат и функцијата на тироидната жлезда. И ќе кажам дека бразилските оревчиња исто така на дневна база може по 2 до 3 бразилски оревчиња да се внесуваат, така да ќе се направи еден соодветен баланс, бидејќи самата терапија е супститут на она што тироидната жлезда му е потребно, меѓутоа е потребно и ние да го фатиме здраво за готово, да не го сватиме тоа здраво за готово дека пијам терапија и дека тоа е тоа. Меѓутоа со исхраната ќе ги олесниме сите тегоби кои што ги претрпува тироидната жлезда. Хипотироидијата, како што кажав, е жлезда на неискажани емоции. Многу често кога ќе се обратат клиентите кажуваат како да имам кнедла во грло. Тоа е тоа чувство. Некогаш па и е потребно да се исплачеме, нели, за да си ги олесниме оние симптоми кои што ги имаме и така кога во текот на животот во континуитет ги собираме или не ги искажуваме емоциите, страда и тироидната жлезда. Сега обратно од хипотироидеа е хипертироидеа. Овие се две различни состојби, каде што хипертироидеа, за разлика од хипо, се одвива на брзина. Значи забрзано чукање на срцето, почесто одење во тоалет или чести диареи. Потоа неможност несоница, значи неможност организмот да се стабилизира, односно да заспи или будење во текот на ноќта. Прекумерно потење исто така може да биде причина. Тука кога имаме хипертироидеа, останува фактот дека многу, иако се одвива се забрзано, дека ги истрошува минералната густина на коските и ризик фактор кај луѓето кои што имаат хипертироидеа е потребно да се внесува и калциум во текот на денот, како млеко, млечни производи, исто така ќе ги задоволи потребите на селенот и цинкот и сето тоа, меѓутоа овдека е дополнителен внес, бидејќи кога настанува деминерализација на коскеното ткиво, нели имаме причина за остеопенија, остеомалација, како и остеопороза. Така да тоа е еден совет за клиентите кои што имаат таков проблем и да го направат оној тест за дезинтометрија на коските, да увидат нели каква е самата состојба. Каде што кај хипертироидеа не постојат гоитрогени фактори за разлика од кај хипотироидеа, меѓутоа треба да се стави акцентот на зголемениот внес на калории кај клиентите. Тоа ќе прашав, килограмите како е, што се случува со телесната тежина? Доаѓа до намалување на килограмите. Ова се слабе кога е хипер. Така да со самата терапија ќе треба да нели се настојува да дојде до некаков баланс, меѓутоа е поинаков третманот за разлика од кај хипертироидеа и хипотироидеа. Кај хипотироидеа постојат гоитрогени фактори кои што попречуваат функцијата на тироидната жлезда. Многу често тоа сме зборували, сме кажувале, нели, да не се конзумира просо, зелка од фамилија брасикација, од фамилија на зелки, кеј, прокеј. Тоа се гоитрогени фактори кои што попречуваат апсорбцијата на тироидната жлезда, односно не треба да се конзумира. Меѓутоа, многу големи количини треба на гоитрогени фактори, нели, како што е зелката, кеј, прокеј, јагодите, па морковот и така натака. Има многу кога клиентите ќе дојдат кај мене веќе имаат прогуглано многу работи што не треба тоа да јадам, не треба тоа. Меѓутоа, балансот кој што ќе го даде нутриционистот е соодветен за самата состојба, дали е хипо или хипертироидеа. И ако има една порција просо, не може да биде гоитроген фактор, толку треба големи количини, а со самата обработка на кеј, на прокеј се инактивираат гоитрогените фактори. Така да постојат многу фактори
кои што нели храна која што е гоитрогена, меѓутоа со разумно избалансирани оброци и таа може да биде незаборавена, нели да немаме страв да вклучиме или зелке или кеј и така натака. Так. Значи, се она што сакам да го поентирам на крајот од разговорот, значи се она што ќе треба да го избалансираме, значи во текот на денот, и кога сме здрави, и кога имаме нарушување на некаква тироидната жлезда и некаква состојба во нашиот организам, треба да имаме здрави оброци. Може сум здодевна, меѓутоа тоа е така. Да, доручек, ручек, вечера. Ние да го стартуваме денот како што треба, да имаме внесено житарици, да имаме месо внесено, печурки, леќа, се што содржи селен, се што содржи цинк, па и млечен продукт, освен таму каде што е нели забрането, па и тогаш може да се вметне понекогаш. Слушање на ендокринологот, па и нутриционистот, за да дојдеме да го доведеме организмот во една хомеостаза, една рамнотежа, бидејќи нарушувањето на тироидната жлезда имаме проблем, односно нарушена е хомеостазата, тој баланс што го нуди. Емилија, мене ми беше исклучително интересен разговорот, многу научив. Така, петка. Се надам дека и нашите гледачи многу им беше корисна сите овие совети кои што секогаш не ги даваш. Јас сум ти благодарна како и секогаш и се надевам дека ќе имаме уште многу теми, следна тема и дека ќе помогнеме на нашите гледачи. Ти посакувам да имаш убав ден. Се гледаме во наредна прилика. Така, благодарам на поканата, со задоволство ќе бидам гостинка следно. Ти благодарам. Ви благодарам и вас на вниманието. Ве поканувам да останете со утрински печат.